Село Разловци ќе ја добие првата рурална детска градинка во Делчевско. Започнаа градежните работи за преадаптација на 2 училници во подрачното училиште Свети Климент Охридски во село Разловци, за да биде отворена детска градинка за згрижување на 20 дечиња. Увид на работите извршија градоначалникот Горан Трајковски и директорката на детската градинка Билјана Симовска, кои го потенцираа значењето од оваа инвестиција во раниот детски развој во рурална средина. Инвестираме во раниот детски развој и посветени сме на најмладите во најоддалеченото село во нашата општина, во село Разловци, бидејќи секое дете заслужува поголема можност за интеграција во современиот систем на воспитание и образование. Ние како општина со поддршка на Министерството за труд и социјална политика во изминатиот период работевме интензивно за да ја оствариме целта, а тоа е да имаме поголем опфат на дечињата и во градот, но ставајќи посебен акцент и за дечињата во руралните средини. Во село Разловци овде се создаваат современи услови за згрижување и воспитување на дечињата до 6 годишна возраст, што значи дека за прв пат во нашата општина се отвара детска градинка во рурална средина. Ова отварање на детска градинка во рурална средина има големо значење, пред се за дечињата, за нивна побрза социјализација, но исто така има големо значење за нивните родители кои што слободно можат да одат на работа, да ги извршуваат нивните работни обврски, а при тоа знаејќи дека нивните деца се згрижени и дека со нив се работи посветено по соодветни програми за нивната возраст. Во село Разловци со оваа инвестиција ќе се реши голем проблем за родителите, бидејќи селото е најоддалеченото населено место во општината. Во овој простор е предвидено да има една занимална со сите придружни нејзини елементи, значи ќе има тријажен простор каде што ќе се врши прием на дечињата. Во занималната значи ќе се врши воспитно-образовниот процес и ќе имаме една чајна кујна каде што дечињата секојдневно ќе добиваат топол оброк, бидејќи ќе бидат децата овде со целодневен престој. Вкупната вредност на инвестицијата е 4 милиони денари, средства обезбедени од Министерството за труд и социјална политика, а градежните активности се очекува да завршат за неколку месеци.